За не стивнуваат по изјавата на премиерот Зоран Заев во Софија токму за делот по присуството во Бугарија. Меѓутоа, една од главните теми, оние што се во моментов ќе зборуваме во овој информативен блок, е ревизијата, именувањето на учебниците по историјата. Денеска веќе и пристигна потврда од Министерството за образование и наука Радета Тринеска-Десковска, која што потврди дека ревизија за учебниците по историја ќе има. Во овој информативен блок гостин во овој информативен блок во овие вести е токму професорот по историја господинот Михајло Миноски. Господине Михајло, најпрво ви благодарам за гостувањето во овие вести. Добар познавач на историјата, би сакала најпрво да ве прашам околу учебниците. Дали ревизија на учебниците по историја е потребна? Ревизија на учебниците не само по историја, туку и по другите дисциплини е секогаш потребна, бидејќи науката напредува, особено нашата историска наука во последните години има многу голема продукција, сразмерно многу поголема отколку многу поразвиени, да речеме, науки во било кој од другите држави. Можеби тоа токму историските случувања кај нас налага многу побрзо и многу по-студиозно да се проучува нашата историја и да се презентира, се разбира, пред јавноста, а најзначајно е секако презентирањето на новите научни достигања во наставата, во учебниците, независно од кој степен на образование. Значи, категорично може да се каже дека секогаш е потребна во овој смисол ревизија на не се работи за ревизија, можеби тоа е погрешен израз, колку за измени и надополнување на учебниците со она што е ново, докажано и врз основа на научни аргументи и врз основа на современа документација, бидејќи само тоа има вредност. Значи, учебниците може да ги менува само науката, но никако политиката. Политиката е таа која што само треба да ја примени она што е научно сознание и соодветно прилагодено, зависи од степенот на образованието, на образовниот степен, да биде прилагодено на нивото на возраста или на потребите на генерациите за кои се наменети учебниците. Според тоа, добро е тие да се менува и треба да се менуваат во одреден период заради овие потреби. Меѓутоа, јас исто така слушнав изјавата на министерката, таа многу обобштена беше, тука не се кажува во која смисла ќе се менуваат учебниците по историја. Доколку се работи за ревизија, тоа е веќе едно многу сложено прашање. Не би требало владата или министерството да завлегува во менување, односно ревидирање на учебниците, односно научните сознанија што се представени во учебниците, туку тоа припаѓа пред се на научните работници, а тоа би требало да биде во крајна линија, доколку се зафаќа за таков проблем или за такви промени, тогаш, по моје мислење, би требало тие промени да ги изврши, односно да се произнесе Македонски национален научен совет, кој што компетентно и квалификовано ќе може да мериторно да одлучи што треба да влезе и што не треба да влезе, што е тоа директно за афирмирање или барем на македонската национална историја, нашето минато, и се разбира во онаа смисла во која што ќе одговара на националните и државни интереси и на Република Македонија и пред се на македонците, независно и во Република Македонија и било каде да се, затоа што тоа е општо национално прашање за кое што мора на овој начин да се пристапи ако сакаме сериозно да се вршат некакви интервенции, зашто во спротивен случај ќе ни се доведе во ситуација како се менува власта, така да се вршат ревизии на учебниците и со тоа навистина да се награ огромни штети на цели генерации од ученици, почувајќи од основното па до високото образование. Така рековте дека историјата е наука која што токму постојано се унапредува. Токму во тој дел во врска со учебниците треба секако би велате ревизија на одреден период. Меѓутоа за сегашниве учебници по историја сметате ли дека во нив има грешки
како што го изјави тоа премиерот Зоран Заев и веќе министерката Рената Десковска, и некои неупотребливи или несоодветни зборови во нашата историја кои што се сега напишани и децата учат од учебниците. Нејасна беше изјавата и на премиерот и на министерката за какви грешки се работи. Ако се работи за материјални грешки, секако има, може да се најдат, иако сега јас не сум правил во последно време анализа на учебниците, меѓутоа ако се работи за ревидирање, односно за исправање на некои историски термини, кои што ја изразуваат суштината на прашањето, како да пример за фашизмот или пак за други слични термини, тога и тоа е веќе политичка амбиција да се менува она што е веќе стандард во нашата историска наука, и тоа не би требало да се прави. Се разбира, тоа е сепак задача на историјата. Ви прашала накратко за Илинден, 2 август, денот кога е еден од најголемите празници на македонскиот народ. Како мислите дека треба да го чествуваме празникот 2 август заедно со Бугарија и што тоа ќе влијае врз нашата историја? Кај нас започна, така да речеме, една подготвувањето на теренот за ова што веќе сега се случува. Во Македонската академија науките, односно Македонска академија науките заедно со Бугарската, веќе превзедо една иницијатива во таа смисла пред години и нешто или повеќе. Јас лично учествував и категорично бев против да се чествува. Особено да се чествува Илинден. Тоа е национален празник кој што изгразува суштината на македонската нација, на македонскиот народ, на македонската државност, па во вклучување дури и битот македонски, и се разбери ако се има македонскиот народ и Македонија континуитет, милениумски континуитет во својот развој. Меѓутоа, чествувањето на Илинден и тоа со акцент на Илинден 903 година е многу опасно и директно на штета на националните и државни интереси на Република Македонија. Затоа што никогаш не го поставува да се чествува, да речеме, Илинден 944 година, кога Македонија, односно преку една национална ословителна борба, па и војна, се ослободивме од бугарскиот фашизам и се прогласи создавање македонска национална држава. Ете, тука е замката во која што може да се случи нашите политичари да прифатат нешто што е директно на штета и на државност и на национални интереси, долгорочно, па дури на единството на македонскиот народ. Затоа што Илинден без Илинден, или Илинден на кој ќе му се придаде друго значење, освен национално, односно бугарско-македонско, значи тоа би било многу опасно, ќе доведе до радикални потреси и промени, да речеме дори поделби внатре во македонско национално ткиво, доколку се разбира актуелната власт и влада пронатаму ќе настојуваат на такви ревизии и на учебниците и на одбележувањето на националните празници. Господин Миновски, ви благодарам за гостувањето во информативен блок на телевизија Нова.